Популарниот фестивал на пивото и скарата, попознат како Пиво Фест, започна да го живее своето 23-то издание. 3 дена во градот под Марковите кули се ќе биде во знакот на оваа манифестација, која низ годините стана еден од најпрепознатливите забавно-музички брендови на градот. Преку 20 видови пиво од различни домашни и странски производители, заедно со прочуената прилепска скара, ќе се служат на 15 штандови кои се распоредени на површина од 3000 метри квадратни во централното градско подрачје. Комплетната инфраструктура поставена, штандовите поставени, се е подготвено за добар пречек на гостите. Започнуваме попладнево со добро познатите корпоративни дружби, продолжуваме вечер со забавата, со формалниот дел, со формалното отварање на фестивалот и она што сакам како градоначалник да го кажам, а воедно да испратам и покана од оваа пресконференција, уште една завршна, да бидете тука. Главните случувања во Република Македонија во овој период од летото се токму во Прилеп. Тридневната фестивалска фешта, освен со настапите на познатите музички имиња Дженан Лончаревиќ, Јордан Митев, Милица Павловиќ, Маријан Коцев, Даниела Мартиновиќ, Огнен Здравковски и други, ќе изобилува и со новини. Овогодишниот фестивал е на едно повисоко ниво, малку повозбудливо. Ја имаме фан зоната. Се воведува сликање, секој што сака од граѓаните и од посетителите да се слика. Ги имаме тие препознатливи мајмуни со отворени глави, каде што секој може да ја стави главата да се слика и тие слики потоа може да ги да се објават на интернет. Инаку, Општина Прилеп како покровител на фестивалот годинава ги дуплираше средствата, па финансиски го помогна со 2 милиони денари. За вечерашното официјално отворање најавено е присуството на представници од највисокиот политички врв во земјава, односно од владата. А Прилепската чаршија за време на фестивалот ќе има продолжено работно време.